Најава за можна политичка криза предизвика новата истрага на обвинителството за организаторите на 27 април, што резултираше со синоќешното притворање на неколкумина поранешни високи функционери на ВМРО ДПМН, како и барање за притвор за поранешниот спикер Трајко Велјановски. Опозицијската партија денеска обвини за политички монтиран процес, поради што и ја прекинува поддршката за носењето системски закони кои се клучни за реформскиот процес. Во една ваква недемократска атмосфера, која директно ги руши и предизборниот амбиент, пратеничката група нема да ги поддржи системските процеси и закони додека власта не се согласи на јавен обвинител на предлог на опозицијата за испитување на сите криминални и корупцијски афери. Власта обвини дека ВМРО ДПМН со оваквиот потек свесно оди против интересите на државата. Станува збор за системски законски решенија кои што се целосно усогласени и во нив се имплементирани дел од забелешките на пратениците на ВМРО ДПМН. Ги повикувам пратениците од ВМРО ДПМН да работат за доброто на сите граѓани, а не да штитат тесно партиски интереси. По синоќешното распрашување на Трајко Велјановски, Милијана Киевски, Спиро Ристовски, тројца од петтемина осомничени за организирање на крвавиот четврток, денеска пресодржи јавното обвинителство. Секогаш истакнував дека предистражната постапка продолжува во насока на откривање на организаторите на тој кривично правен настан. Осомничениот НГ, како тогаш председател на политичка партија, ги повикал преку медиум граѓаните на протести и заедно со другите обвинети за таа цел ја ставиле во функција целата партиска структура. Никола Груевски и екс-разузнавачот Никола Бошковски се другите двајца осомничени, но тие се недостапни за македонските власти. Едниот е во Унгарија, другиот во Грција. Велјановски синоќа се повика на пратеничкиот имунитет, за чие симнување е потребна одлука на собранието. 30-дневен притвор за организирање на 27 април добија екс-министрите Ана Киевски и Ристовски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.